Оно што го гледам дека станува збор за мирно изразување на незадоволство, за една битка која што на ниту еден начин не се конфронтира со било кој друг или не предизвикува било каква штета, за разлика од она што го имавме претходно, кога се уништуваа, демолираа државни институции, државен имот и така натаму, се криеше тензии, палења, напад на полиција и така натаму, гледаме ништо од тоа. Сега нема, тој аспект е еден многу демократски чин. Ме изненади искрено да ви кажам една изјава што сега ја слушнав непосредно пред да дојдам, за која што ги нарекоа луѓево што изразуваат незадоволство во овој момент и протестираат, дека се тоа фашистички протести. На тој начин, практично како фашисти ги направија фашисти сите оние кои што излагаат и демократски го изразуваат своето несогласување со нешто, што е врвно демократско право, особено кога тие со ништо и никому не прават зло. Ова е една многу опасна теза и ова е теза која што ја покажува тоталитарноста или тоталитарниот начин на размислување на оние кои што го истакнуваат. Така да мораат веднаш да се оградат од такви изјави, да се извинат за тешката и груба навреда што е направена на граѓаните кои што изразуваат револт и доколку тоа не го направат, тогаш ќе ја потврдат оваа теза дека имаат еден тоталитарен и крајно недемократски начин на размислување, а тоа сигурно би го применили доколку би владееле.